Во пресред на 18 ноември, денот на ослободувањето на Гостивар, денес се одржа свечена манифестација со доделување на признанија дипломи и културно-уметничка програма. Настанот го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци во соработка со Основното училиште Единство. На одбележувањето во салата на ХЕЦ Маврово присуствуваа голем број граѓани, ученици, представници на политички партии, како и гости од Тетовската касарна, Сојузот на борци од Тетово, Сдруженијето на пензионери и други. За историските текови врзани со последните ослободителни акции реферат прочита професорката по историја Катица Аврамовска. Со успешно завршените акции на ослободителните сили, единиците на Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија, градот Гостивар на 18 ноември беше ослободен. Радоста на граѓаните беше голема, затоа што тој ден го означи крајот на окупацијата, крајот на мракот, а почетокот на новиот слободарски живот на Гостивар, кој што беше предпоследно непријателско упориште пред конечното ослободување на Македонија. Тој 18 ноември 1944 година не го доживеа 322 активни учесници во Народно-ослободителната војна и антифашистичката борба и 158 граѓани жртви на фашистичкиот терор. Македонци, албанци, турци, роми и други граѓани на овој град. Манифестацијата во чест на денот на ослободувањето ја збогатија основците од училиштето Единство со творби посветени на љубовта и почитта кон родниот град. Градот мој, гостопримлив, Гостивар се вика, љубезност и добрина од неговиот народ блика. Гостивар, граду мој убав, што на себе историја збрал, од него точиме топлина и љубов, радост и среќа колку да е мал. Македонци, албанци, турци, роми и други народи во него растат, каде мир, спокој и дружба во него пластат. Ако некогаш кон нас ве донесе патот, до нашата мала прекрасна идила, знајте, низ него тече вардарското злато, во срцето мирот веќе што го скрила. Оддамнешно низ војни, без разлика на вера, рамо до рамо партизани ја ослободувале републиката цела. Познат си во вруток, од кај што Вардар извира, низ тебе тече и плодна земја сече. За тебе битки се воделе, војници бестрашно се бореле, по шумите густи, по патиштата пусти, војводите напред оделе, војската ја воделе, по твоите планини и шуми паднале многу војнички круни. Па како и тие, така и јас, за тебе душата би ја дал, без разлика дали си град голем или мал. Природата изобилува во тебе, нашите срца секогаш ќе бидат со тебе. Традиционално на свеченоста се доделуваат благодарници и признанија на поединци и фирми кои ги поддржуваат активностите на Сојузот на борци. Годинава меѓу нив беа и представници од касарната во Тетово и Тетовскиот сојуз на борци. Исто така беа доделени и дипломи за најуспешните од литературниот конкурс по повод 18 ноември. Дипломи добија учениците Славчо Карамфиловски од Средното економско училиште, Симона Ѓоргиевска, Румена Аврамовска и Софија Јовановска, ученички во Основното училиште Единство. Одбележувањето заврши со положување на букети цвеќе на споменикот на паднатите борци од НОБ.